Иран испрати 5 авиони полни со прехранбени производи до аеродромот во Доха, како помош поради недоволните залихи на храна, што беа резултат од блокадата од неколку арапски земји од Персискиот залив со која се соочува Катар. Иранските власти известија и дека планираат да испраќаат 100 тони свежо овошје секој ден до Катар, бидејќи земјата зависи од увозот. Претходно и турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ја понуди својата помош, истакнувајќи дека со изолација и санкции нема да се постигне решение на кризата, при што набрзо ја испрати својата војска во земјата, откако турскиот парламент изгласа закон со кој се овозможува распоредување војници во турска база во Катар, во согласност со договорот за заедничка одбрана што двете земји го потпишаа уште во 2014 година. За сега емирот на Кувајт представува посредник во дипломатскиот спор, но и председателот на САД Доналд Трамп минатата недела ургираше за единство за време на спорот меѓу арапските земји. Саудиска Арабија, Египет, Обединетите арапски емирати и Бахрейн истовремено ги прекинаа односите со Катар во текот на минатата недела, а потоа кон нив се приклучија Јемен, Либија, Мавританија и Малдивите. Арапските земји го обвинуваат Катар за поддржување на терористичката организација Исламска држава, обвинение кое Катар го демантира. Неколку од нив ги повлекоа своите амбасадори од главниот град на Катар Доха, додека други им дадоа 2 недели на жителите на Катар да ги напуштат нивните територии. Дипломатскиот спор наскоро се одрази и врз цените на нафтата и трговијата, а предизвика и нарушување на воздушниот сообраќај.